Однесувањето на Марио Балотели од ден на ден се повеќе ги шокира неговите соиграчи, тренерот и сите во клубот, навивачите па дури и медиумите. За последниот бисер на Марио Балотели кога ги маваше по младите негови колеги со стрелки за пикадо, италијанецот покрај драстична финансиска казна доби видео во кое во директна расправија со тренерот Роберто Манчини. Mario! You got yellow cards and red cards coming out of your ears, and now you're throwing darts at youth team players? It wasn't me. You have a stinky attitude, mister, and you will change your ways. You're not the boss of me. Actually, if you take a look at my job description, I think you'll find I am. I'm my own boss, because I'm the best player in the world. Better than Messi, Ronaldo, and Torres put together times a million. I'm amazing. Okay, number one, you're not that good. And number two, you will do as I say. Oh yeah? How are you gonna make me? Well, if you don't shape up, I will put this on you. Yeah, that's what I thought. Изгледа фудбалската асоциација на Англија на сите начини се обидува да го направи англиското првенство интересно. Вейн Руни има 24 часа да поднесе жалба на одлуката на Сојузот да го казни со 2 меча на играње заради пцуење во камера на мечот против Вест Хем. Показната од 5 меча за Фергусон поради критикување на судењето. Сега на ред дојде и Вейн Руни. Иако некои медиуми објавија дека англичанецот ќе се извлече од казна, сепак проценка на Сојузот дека тоа што го направи Руни е недозволиво. Па Манчестер Юнајтед ќе остане без својот напаѓач на надпреварите против Фулам во првенството и на полуфиналето од ФА купот против Манчестер Сити. Руни веднаш по надпреварот се извини за својата постапка, истакнувајќи дека до инцидентот дојде во жарот на борбата и дека навредите не се наменети кон никој посебно. Англискиот репрезентативец има право на жалба, а конечната пресуда ќе биде донесена пред надпреварот од Лигата на шампиони против Челси. Букмејкерите во Европа предупредуваат дека следуваат неколку сумнителни средби во серија А во Италија кои треба да се играат следниот викенд. Тие потенцираат дека веќе се уплаќаат големи суми на 2 средби кои се на програмата во серија А следното коло. Станува збор за надпреварот Бреша Болоња во сабота каде се типува на голем кец и за надпреварот Киево Самдорија во недела каде има голема уплата на нерешен резултат. Уште минатиот петок е забележена зголемена уплата на нерешен резултат на средбата која се игра на стадионот Марк Антони Бентегоди во Верона. Три од букмекерските куќи го имале овој надпревар во понудата за типување, но ја стопирале уплатата кога дошле до неверојатен влог од 200.000 евра за мечот Киево Самдорија. За средбата Бреша Болоња пак се уплатувани големи пари за кец и тоа 2 пати повеќе од оние кои се уплатени за дербито Милан Интер. На почетокот за уплата на кец коефициент бил околу 2, а сега тој изнесува 1,50. Возачот на J-Star Racing тимот Густаво Сандермен го загуби животот на патеката Интерлагос во Сао Пауло на тренинг токму пред самата локална трка Копа Монтане. 28 годишниот бразилец подлегна на повредите откако дојде до контакт со еден од неговите колеги. За потоа странично со неговиот автомобил силно да удри во зидот, од кој се одби, а веднаш потоа на него со полна брзина налета друго возило. Веднаш по несреќата бразилецот беше пренесен во болницата каде што била утврдена неговата смрт поради тешките повреди на главата и вратот. Пред 4 години на истото место загина тогашниот тимски колега на Сондермен, Рафаел Сперафико. Интерлагос е позната и како дом на трките на Формула 1, на која често се случувале несреќи, особено во последните години. Досега фантастични излети имале Фернандо Алонсо, Марк Вебер и Нико Росберг. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours.